драматичен завршеток на денешното рочиште за предметот познат како фабрика за афери, во кој што обвинети се Захир Бекири Чауш и неговиот брат Имер Бекири. На самиот крај Чауш стана и побара изземање и од обвинителката и од судиката, обвини за необјективност, односно ја обвини судиката за верска дискриминација. Нервозно рече дека не го признава судот кој што, како што рече, е партиски и дека ги признава законите на шеријатот, а за него рече дека оваа држава е фиром. Исто така, до следната недела треба да се знае дали, кога е закажано и следното рочиште, дали ќе има, судењето ќе продолжи со нов судија и нов обвинител. Инаку на денешното рочиште, како што кажавме и претходно, имаше сведочеа повеќе вештаци од МВР, од секторот познат како Крим техника, но исто така и од секторот за дигитална форензика и компјутерски криминал. Тие ги вештачеле компјутерите и мобилните телефони кои што биле земени при претресот од домот на Чауш и во кои што биле пронајдени електронски образци од лични карти и исто така ги вештачеле и 105 лични карти кои што новинарот Љубиша Арсич ги достави во МВР кога го обелодени овој случај, односно сторијата. Чауш и на вештаците им поставуваше директни прашања, одеа во насока на тоа да ја оспори автентичноста на доказите и да фрли сомнеж дека во компјутерите е интервенирано, односно менувано нешто. Тој исто така рече, односно праша дека и на Google пребарувачот можеле да се најдат образци за лични карти и потоа нешто да се испише во нив. Вештаците пак рекоа дека сите запленети предмети ги добиваат запечатени и доколку некој нешто интервенирал или менувал, тоа остава трага и може да се провери. И адвокатот на Чауш побара дополнително вештачење за да се утврди кога овие спорни фајлови биле впишани според датум и време. Предлагам сега овде да ја слушнеме изјавата на адвокатот Вуич, дел од изјавата која што се однесува на денешното рочиште. Јас во конкретниот случај воопшто не се прашувам дали се согласувам или не, тоа е легитимно барање на еден од обвинетите. Го испоставил тоа барање, тој така се осеќа и тука немаме што да коментираме или да јас се согласам или не. Меѓутоа, за мене е многу побитно она што го извлековме денеска од вештите лица, каде што упатуваше очигледно на се она што досега и кажував. Дека документацијата, личните карти и поврзувањето со некоја фабрика се видливо спорни. Мислам дека до крај на расправата и тоа ќе искочи на виделина, меѓутоа сметам дека на оваков начин тешко ќе се докаже она што обвинителството го тврди и јавноста што цело време го потенцира. Со вештаците денеска заврши делот на доказите и сведоците кои што ги предлага обвинителството. Следно е доказите и сведоците кои што ќе ги предложи одбраната, доколку до наредното рочиште нема измени, односно продолжи како и досега, се очекува двајцата обвинети Чауш и неговиот брат да дадат одбрана и да слушнеме повеќе детали од нив. Чауш и неговиот брат се обвинети за фалсификување документи, за злоупотреба на лични податоци, но и за користење оружје и средства наменети за кривично дело.